Исправното користење на AI платформата, односно технологијата на вештачката интелигенција, може да придонесе и кон намалување на родовата дискриминација во разни аспекти на животот. AI платформата за родови студии во нашата држава представува прв еден таков проект кој што го правиме ние на Институтот за родови студии, кој што ќе биде специјализиран четбот, кој што ќе помага на студентите во однос на одредена област на истражување. Тоа се родовите студии. Иако редовата еднаквост и вештачката интелигенција се сосема различни области на истражување, сепак исправното нивно користење може да биде и tekako да взаемно да функционираат и да влијаат една на друга. Таа е алатка која што може да се користи за промовирање на свест, на разбирање, надминување на родови стереотипи и дискриминација, а исто така и да ја олесне соработката и мрежувањето меѓу корисниците на ботот или на вештачката интелигенција. Тој дава и tekako добри информации кои што можете да ги користите и за учење. Но истите мора да ги проверите во наставните материјали кои што ви си традиционално понудени, дали преку скрипти или преку учебници, но самата вештачка интелигенција, односно нашиот специјализиран четбот AI платформа за родови студии, може да ви помогне во начинот да го совладате материјалот. Вештачката интелигенција генерира хипотези кои што научниците се уште ги немаат ниту помислено. Затоа несомнено е дека алгоритмите за машинското учење можат да ги насочуваат луѓето кон нови експерименти, теории и теоретски апстракции. Вештачката интелигенција не е нешто страшно, не е нешто некое страно тело, не е нешто што е направено за да не контролира нас. Значи, таа е направена за ние неа да ја користиме за нашите, не за подобрување на нас самите.